Пред нас е сигурна иднина. Ја извадивме земјата на прав пат. За да продолжи грижата што ја покажавме за сите, брзиот раст на платите, преку брз рестарт и трансформација на македонската економија, за да продолжат вложувањата во јавното здравство, исправување со предизвиците што ги носи коронавирусот, вложувањата во чиста животна средина, за да се прочисти правосудството од корумпирани судии и обвинители, откако ги поставивме основите за правна држава, за да ги осигураме и европските интеграции, по нашето НАТО членство, потребно е да продолжиме по патот што заедно го избравме. Одлуката да продолжиме по правиот пат значи докажано сигурност за граѓаните и државата, и не за Мицковски и ВМРО-ДПМН, кои што докажано се опасност за државата и граѓаните. ВМРО-ДПМН на чело со Мицковски продолжува со неодговорното однесување. Тие лажат, шират паника, злоупотребуваат институции за партиски цели. Да продолжиме по правиот пат значи никогаш повеќе режим. Кражба на народните пари за да се полнат джебови на поединци. Поделби на народот. Мрачни времења во кои што се гази врз достоинството на луѓето. Значи никогаш повеќе меѓународна изолација. Значи не за опасното рушење на здравствениот систем, на што бевме сведоци повеќе од една деценија. Ние го подготвивме здравствениот систем да се справи со предизвиците од коронавирусот. Во услови на светска здравствено-економска криза ги спасивме граѓаните и државата од најцрните сценарија. Се погриживме да се сочува секое можно работно место, секој можен бизнис, никој да не остане без екзистенција, и како во времето кога решаваме стратешки прашања и успеавме да покренеме иницијатива за економијата, продолжуваме и понатаму со решенија и со иницијативи. На прав пат сме и можеме и уште повеќе и уште подобро. Апелирам да водиме безбедна кампања од здравствен аспект и фер и демократска кампања за фер и демократски избори. Куманово секогаш било предводник на нови победи. Така било низ историјата и во изборните пресврти, така ќе биде и во овие избори. Нека ни е со среќа на сите новиот чекор кон уште една заедничка и голема победа на парламентарните избори на 15 јули. Благодарам. Повелете.